Лека ноќ еднаш, лека ноќ два пати, лека ноќ три пати. Купено Јована, лека ноќ и од мене. Кога ќе не видите нас, знаете дека ова се вчерашни новости, бидејќи ние сме секогаш на чекор за сите. Нам веќе ни извадија муабет дека сме скандалозни за тоа што секогаш последни дознаваме. Но тоа нас не вади од колосек. Напротив, со тоа се гордееме и со празна пареа продолжуваме понатаму. И да не должиме премногу, што е тука останете со вас. Дали стигна решението кое патуваше од Скопје кон Битола? Откриваме камерите нов дел од опремата на македонските службени лица. Ексклузивно, екипата на вчерашни возеше Југо. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Во наша улица се спрема забава. Не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, джвакај, джвакај ти. Чунга лунга, лунга. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Ево, сезонава дојде, време е да се мисли на одмор кај да се ој. Шо мислиш ти, нас одмор не ни треби? Абе, на кого не му треби тоа одмор, маре? Ево, јас се спремам годинава, море ќе фаштам. Јајцата не се солени. Ке ги осолјам в море годинава. Осоли се и ти во чистите медитерански води на Крит. Директни чартери од Скопје по неповторливи цени, единствено со Асатур. Батка, да видиш каква правосмукалка сум земал, бе. Абе, зашто јолкав папучар? Кој бе папучар? Гледај сега, сам ги чисти сите видови подови. Има сензори да не паѓа од скали, си го програмираш кога да чисти и на крај сам се враќа од кај што почнал. Аеробот Румба, сама чисти. Уште еден доказ за неверниците кои сметаат дека Македонија е само небитна точка на земјата е нашето влијание врз резултатите на референдумот во Велика Британија. Овај плакат е дел од изборната кампања на гласачите кои победија, односно тие кои одлучија Британија да излезе од ЕУ. На плакато јасно се гледа жена која ја боле главата од идејата дека Македонија и други земји ќе влезат у ЕУ. Но, она што е најважно, е дека на плакато нашата земја ја пишува под уставното име, со шо уште еднаш недвосмислено се потврдува нашето влијание како глобален политички играч. Сепак, познавачите тврдат дека многуми на македонци не се ни свесни дека Брекзит ќе се одразе на секој простчен македонец. Затова, очите и уште треба да бидат отворени при следниве секојдневни ситуации. Бидејте внимателни при редовното купување на деловите од англиските автомобилски брендови Rolls-Royce, Bentley, Jaguar и Aston Martin. Нема веќе ефтина британска работна рака. Македонските компании кои често изнајмуваат британски мигранти веќе не може да го прават това. Летото доваѓа, забравејте и на досегашните традиционални туристички дестинации на кои македонците посебно беа горди, како што се Довер, Блекпул, Оксфордшир, Чершир. Минатото е минато, сегашноста е демоде и днината е сега. Ова може да се заклучи после новата акција на македонската полиција во која полицајци со камери на главите ќе ловат сообраќајни прекршоци. Повеќе за оваа акција ќе ни открие главниот на полицајците кој во моментов е веднаш до нашата Езерка Голубовска. Езерка?
Тоа е моето име, а јас сум тука со главниот на полицајците, кој што ќе ни објасни нешто повеќе околу оваа акција. Господине главниот на полицајците, како стигнавте до оваа идеја? Слободно може да зборувате и во оваа камера. Значи, до оваа идеја дојдов врз основа на претходни испитувања, кои што ги направив лично јас. Изгледав еден филм со еден робот со капа, односно робокап. Потоа изгледав уште еден филм со Терминатор, изгледав и уште неколку филмови со префикси Робокап и Терминатор. И дојдов до оваа идеја да се формира една ваква единица. Мислам, сами сигурно сте гледале Робокап, што прави он таму? Пепел прави. Дали ќе може да погледнеме како полицајците ја користат оваа нова технологија? Се разбира дека ќе може, еве ексклузивно за вчерашни, ќе може да погледнеме една таква акција. Ви благодариме. Стој! Здраво! Здраво, полицаец. Извини, вака ми нешто на главата имаш. Имам шлем. Не, бе, тоа другото. Ова? Да, бе, човек. Камера. Еј, камера. Нова не е. Сега ни ја дадоа. Кажи колку е кул, а? Ау, страшно кул, браво. Знаеш ли зошто те сопрев? Не знам, валјда брзо да идеме, некако 120 ми се гледа од пред. Не. Те сопрев да видиш новата опрема, камерава. Ау, страшно кул, човече, браво. Снима во висока резолуција. А оваа друга и таа снима нешто? Ова, репортажа снимаат за новата опрема, за камерава. Кул. Нели е кул? Но него може да идаме пеперутки да не ми извежите ме. Ајде, терај. Фала. Си летнал ти, ама ај. Фала, човече, баш те кул. Терај. Ау. Навистина импресивно видео и за крај ќе ве прашаме што планирате да биде вашиот следен проект? Последниот проект ќе има врска со едно видео на Северина. Сватив дека ни е потребен тим кој што ќе снима на јахта, нормално за да види кои пребрзо веслаат и да ги казни. Ви благодарам. Испитувањата на јавното мислење покажуваат дека дури половина од македонските граѓани сакаат да ја напуштат државата, а дури 75% се незадоволни од правецот во кој таа се движи. Последните испитувања на Прима Голуб покажуваат дека 3/4 од граѓаните на Република Македонија сметаат дека државата се движи во погрешна насока. Половина од нив сакаат да ја напуштат државата и да заминат да живеат во странство. Другата половина од граѓаните не ги прашавме. А сега ве носиме во светот на спортот. Директно ви ја пренесуваме атмосферата од тоа како обичните луѓе ги следат фудбалските надпревари. Гледај ги бе овие твојве у побараџести дресови као либуди некој. Да бе, твоја поарни се види ко пауни шарени шетаат од дека по терен. Осте. Више шо бодо шо даде ова? Абе глеј како сме ве, глеј го капитенот ваш се враќа у одбрана игра цело време. Сме ве набиле у 16 терат ве. Башка глеј, пола екипа вие со црвени картони. Шо мислиш ти со втора постава да не тепате? Миги, пази, една стония тактика, сега ги шо контра, кој ги ви влеземе, жглап еден гол. Контра, само контра, ова контра, ора, да прете некоја акција. Ќе направиме бе, ќе направиме. Ќе направите, живи така. Па глеј са суди, глеј до ова технологија бе, све се снима, што ќе направите бе? Готови сте бе, го папат. Бе, од вас ќе опапаме, стално ко секаца ќе ви ја пуштиме и ќе си даде автогол на крај. Као сега. Ќе видиш, еве. Остај, ќе видиш. Автогол, ама. Кој го држи темпото бе, глеј, па да не сме ние, утакмицава ќе биде досадна бе, као до сега што беше. Сигурно, ма ви горе на трибина. Колку сте? 50-100 души? Ви ги начуе бе, бакли урладат, викаат, видиш што се деша, што ти на тебе? Пуно око. Каде? Шо бе пуно, сте ги покриле со знамево, да не се гледа колку се и демек излези на сонце, кратко ќе трае, тоа ли? Пашка глеј, пола си одат. Напушта трибина. Не знам, тука си право, ја ги приметам дека си, ама добро, реално утакмицава е, тапа урда е, види, ништо не се деша. И све од судиите зависи, види како се понеша. Бати утакмицата од судиите ко зависи. Не па сега тоа е. Што да правим? Не, кој ќе победи, знаеш ли, имаш ли представа? Не е битно кој ќе победи, битно е кој ќе изгуби. Викаш? А кој ќе изгуби? Сите ќе изгубиме, брат. Живе, Мике, тоа. Папа бе. А сега со линк директно се вклучуваме во обраќањето на председателот Иванов кое се одржа пред точно 5 дена. Секој човек греши,
И јас сум грешил. Ама кој работи и греши? Ја дури веров и во временската машина за да ги исправам своите грешки. Иако центрифугата беше страшна, јас ги исправи своите грешки. И сега тие сакаат да ме сменат. Па со чатрали ми одат. Па јас имам пушки и пиштоли, на кого ќе се чатралат тие? Имам и гумени крушуми, вистински крушуми имам, армија. Армија имам, ама тоа ли е? Ќе се тепаме ли сега? Јас многу го сакам македонскиот народ. Благодарам. Нема повозбудливо четиво од полицискиот билтен. Да ги проследиме најновите спектакуларни акции на единицата за најбрзи интервенции при МВР. Добар ден. Јас сум командир Борче, познат како Манџата. Изминатата недела имавме доста ефективна и квалитативна акција во рестораните на Кривопаланичкиот регион, односно во село Новосело, каде што успеавме да заплениме квалитативна роба со долг рок на траење. Од робата што ја запленивме 2 патлиџани, 300 грама јунешко месо, 1 чешне лук, 1 чешне кромит, 3 марули, павлака и сол и бибер по избор. Ја зимаме бабурата и ја сецкаме на многу ситни парчиња и ја ставаме во тенџере, кој исто така е запленето. Вака подготвената роба се пропржува со врело масло 15 на минути. Потоа се става во рерна, каде што се пече на 250 степени 30 минути. Колега, не е уште готово јадењето. Истото јадење, односно истата роба, може да се сервира со ладно бело вино. Понатаму, месото се носи кај нашите форензичари на понатамошни испитувања. А сега да видиме каква е ситуацијата на теренот. Стој! Полиција! Ај, пробај го јадењево. И? Како е? Има и полош. Пробај го јадењево. И? Слободен си. Штафетата воскресна во најнеочекувано време. Младешката сила и енергија повторно е впрегната во името на правдината. Младинците од сите возрасти и со секакво образование се вклучија во оваа племенита акција на штафетата која прво тргна од Скопје преку Велес и Прилеп до Битола, а сега се враќа назад. Имено во првиот дел од штафетата младинците трча од кривичниот суд во Скопје до битолската полиција, носејќи го решението за куќен притвор на градоначалникот Талески, а во втората фаза тие ќе ги носат документите за жалбата на градоначалникот Талески до апелациониот суд. Како што може да забележите, младите со ентузијазам ја воскресна оваа штафета која патуваше од Скопје до Битола и потоа се врати пак назад во престолнината каде што се очекува да има след на кој штафетата ќе биде предадена на писарката на апелација. Откако штафетата стигна од Скопскиот кривичен суд до битолската полиција, униформираните сили почнаа да одат во ненајавени посети кај градоначалникот Талески за да проверат дали е дома. Ајде да видиме. Никола, Саше, Миле, Трајко, Гоца, Владе. Да. Добар ден. Владе, дома е? Дома е, да. Дома е. Дома? Благодарам. Имајте убав ден. Владе! Другарчињата на Владо не се откажуваат и секогаш кога си играат го викаат од тераса. Руча, Владе, не може да излези. А после ручек? Нема, после ручек треба да одмара. Има и математика за вежбање, ајде. Шостори бирбате напред, Владе! Екипата на вчерашни, како и секогаш, е професионална и на страна на вистината. Затоа сега и ние директно од студиото ќе се обидеме на фиксен телефон да контактираме со градоначалникот Талески. Јована? Благодарам, Петар. Ало? Добар ден, господјо. Се јавуваме од вчерашни. Ако може да зборуваме со господинот Талевски? Ало, кој е таму? Не ве разбрав. Господјо, Владе ни треба. Владе не може да се јави во тоалет е. Ке се задржи, има затвор.
Се извинуваме, драги гледачи, за овој неуспех да го добиеме градоначалникот. Благодариме на разбирањето и продолжуваме со вчерашни. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Јајцата не се солени. Ке ги осолјам в море годинава. Осоли се и ти во чистите медитерански води на Крит. Директни чартери од Скопје по неповторливи цени, единствено со Асатур. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да џвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, чунга лунга, џвакај, џвакај ти. Чунга лунга, чунга лунга. Купувам во супермаркет, бидејќи можам да најдам се на едно место. Затоа и ова лето сакам да купувам во Супер агенција. Егејско, Јонско или Средоземно море. Грција, Турција или Шпанија. Хрватска, Црна Гора или Бугарија. Со задоволство, мојот избор е секогаш на едно место. Ја избирам Савана, мојата супер агенција. Телефон 3 115 826 или на веб savana.mk. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово, од срцето на Шарпланина. Верни гледачи, веќе подолго време на Спироенергија му пишуваат со надеж дека ќе најдат одговори на нивните проблеми и дилеми. Простор за исчекување веќе нема. Во денешното Фенг Шуи одговори на сите ваши имејлови. Добар ден, Чеда нама. А вие се наоѓате во интерактивниот дел од оваа наша емисија, во која вие ми пишувате на мејл, а јас не ви враќам со недели, со денови. Тоа е затоа што универзумот има и попаметни работи од вашите мејлови, но сепак и тие не се за занемарување. И решив да одговорам на некои од вашите прашања, на оние кои сметав дека се најболни, најитни и на кои им треба помош. Здраво, јас сум Љубица од Тетово и сакам да научам да глумам. Љубице, мислам дека прашањето ти е на погрешно место поставено, но да видиме понатаму што ни пишува. Таа исто ни пишува дека сака да ја намали тремата. Драги гледачи, мислам дека Љубица се зафркава со нас, така да ќе премине на следното прашање кое е од Рада од Девар, која сака да остане анонимна и вели дека и се заканува куќен притвор. Рада Фенг Шуито нема начин за патување на времето да ги спречи вашите акции, но затоа секогаш може да продадете се и да останете бездомник. Откако го решивме ова, да видиме што се случува надолу. Да. Марија од Ресен сака да се зачлени во партија и прашува Фенг Шуито која партија би одбрало. Марија, Фенг Шуито работи по екстреми, значи ако сте решиле да правите глупост, тогаш направете ја до крај и зачленете се во НСДП. Јовица од Магарево прашува како најлесно да отстрани крлеш. Јовица, на наредните избори гласајте за некој друг. И последното прашање ни е од Ристо, кој го интересира како да плати сметки преку интернет. Драг Ристо, не знам ни јас како да платам сметки преку интернет, затоа би ги замолил добронамерните гледачи, ако знаат да пишат на мојот мејл spiroenergia69@yahoo.com, па јас ќе ви го препратам мејлот и си да ќе живееме среќно и весело до наредните сметки. А до тогаш запамтете дека долга е раката на универзумот. А
А сега една информација од големо значење за дел од граѓаните на Македонија. Од електродистрибуција добивме кратко соопштение во кое се вели дека утре помеѓу 16 и 18 часот селата од Мариовскиот крај ќе имаат струја. Со тоа овој регион комплетно ќе влезе во средината на 20-тиот век. Оттаму најавуваат дека работат и на проект кој ќе им овозможи струја да имаат и по фантастични 4 часа дневно. Се планира проектот да заврши најдоцна до 2020 година. УЈП инкасатори летните горештини. Ова се дел од работите што си го земаат данокот овој период. Летните горештини се трети најопасни во оваа категорија, но сепак се повеќе луѓе се пријавуваат во локалните болници со најразлични диагнози. 30-годишниот Симон го започна овој ден како многу останати, со утринска ерекција, миење на забите и останатите негови основни рутини. Но тоа што најмногу го плашеше му се случи токму денес. Тој заврши во болница. Фала Богу, сега подобар сум. Сабајлево станав, отворив Facebook. Скролав, лајкав, гледав албум лето 2012. Не знам што ми требаше да кликнам. Убаво си пишуеше на линкот. Оваа летна убавица ќе шокира. И сега тука сум. Ова не е прв случај на луѓе да бидат шокирани, изместени од разумот и генерално збунети после кликање на интернет линк кој што со својот наслов ги предупредува граѓаните дека одредена фотошопирана убавица ќе ги остави подзинати. Еден од овие граѓани е и еден господин кој што, како што дознавме, кликнал на линк со наслов "Оваа женка ќе ве остави без зборови". Затоа ќе разговараме со него да видиме што ќе ни каже тој за ситуацијава. Како се случи тоа? Како се чувствувате? Како што можевте да чуете, овој господин навистина е останат без зборови. Затоа бидете внимателни што кликате на интернет. Деновиве влада и познат интернет вирус, така што ако добиете имејл кој што ви ветува дека бесплатно ќе можете да го даунлодирате последниот албум на Миле Китич, не правете го тоа. Со кликање на истото вие навистина ќе го даунлодирате последниот албум на Миле Китич. Тој е автомобилот со кого многумина научија да возат. Бисерот на Крагуевац. 4 букви, едно значење. Југо. Југо е автомобилот кој за оваа епизода го возеше екипата на вчерашни. Уживајте! Шо бе, Зоки, пак ли не пали? Не бе, пали, ама брзам. Затоа го гурам. Тоа се овие класични вицеви што се за Југо. Југо. Автомобилска класика каде што многу генерации од кај нас првите своји возачки искуства ги стекнале и таа сега ова е бело, меѓутоа го има и црвено и плаво и во друга боја. Бестселерот со 3 врати на фабриката од Крагуевац при секоја вожња нуди неверојатно искуство за тоа што никад не знаеш дали ќе те донесува до дестинацијата што си го посакуваш. Пошто за нас вожњата е само забава, а дестинацијата ни е задоволство, ние ќе уживаме во овој прекрасен болид. Као што може да видите, он делува малце старински, да не речем винтидж, зашто овде има корозија, меѓутоа тоа е класика, нема ништо. Позади опремено е со грејачи на задње стакло, што викаат злобниците зимно време кога го гураш, демек да не ти студело на руките. Иначе автомобилска класика. Ништо, мислим ова е Југо спорт. Види сега, го има во 2 модели, класика и спорт. Некои мислат дека Југо спорт е за тоа што тој што го вози носи тренерки, меѓутоа тоа не е тачно. Југо спорт се разликува од обично Југо по тоа што позади на куката има и тениска лоптица, додека класик нема, мислим тоа е. Кога се тестира quality control, јапанецот ја зима мачката, го става внатре навечер, ја затвара вратата. Сабајле кога ќе дојде, ако го ќе отвори, ако е мачката жива, значи дека колата влага воздух и нешто не дихтува добро, иде на доработка. Истото го користат и во фабриката во Крагуевац, зимаат мачка, го ставаат внатре навечер, го затвараат вратата. Кога ќе отвори сабајле, ако е мачката внатре, значи колата добро дихтува. Ако го нема мачката, вратата иде на доработка, колата се рециклира и тоа е, мислим. Нема реквизитори, тоа се гледа јасно, а и нема потреба за тоа што увек си задни, никој нема шанси да биде позади тебе.
иначе може да видиш оние простран, дизајнирани е да се возат 5 луѓе, еден да вози, 4 да буткаат, што викаат по вицеви. Сегде привлекуваш внимание кога возиш, еве мафтаат тука, женски сите мафтаат. Клима у колата нема никако додатна опрема, али за това има ручка за прозорот што можеш да го отвориш и како додатна опрема обавезно идеш штрафсигер што го ставаш у џамо за да не се баѓа сам, мислам, разбираш. Ено види, секоја кривина е битка за себе, која што фала Богу сте го поминувале изванредно. Види. Менјачот е синхронизиран, малку има, се работи со бицепс. Ете, амортизерите се тврди, спортска вожња. Брисачот може да видиш работи, што е вистинско чудо и е доказ дека тој што го имал одлично го одржава. Како што може да видиш на инструмент таблата, кога ќе дојде до 80, ована се тресе, што сака да каже дека овој градски хетчбек со 3 врати од производителот од Крагуеваc сака да ти кажува дека не е дизајниран за многу големи брзини и као да ти вика чекај, јас сум југо, немој да брзаме. Това е све во ова издание на рецензија за Зоки. Се гледаме у некоја друга рецензија во некое друго возило. Бидете така. Него веќе сите добро го познавате и не му треба најава. Затоа ќе го најавиме. Следи Симе Временски. Сонцето ме пржи, мила мамо, сонцето ме пржи. Ај сонцето ме пржи, мила мамо, надвор не се седи. Ај сонцето ме пржи, мила мамо, надвор не се седи. Не ме пржи сонце, мила мамо, ај не ме пржи сонце. Ај не ме пржи сонце, мила мамо, климата ме лади. Ај не ме пржи сонце, мила мамо, климата ме лади. Климата ме лади, мила мамо, климата ме лади. Ај климата ме лади, мила мамо, надвор не се седи. Ај климата ме лади, мила мамо, надвор не се седи. Толку беше од нас. Гледајте репризи вечер во 23:10 и понеделник и четврток во 16:10. Гледам дека се брзате, драги гледачи, па затоа и нема да ве задржуваме. Добар ден. Добар ден и од мене.